Кога руменјето на првите мугри ќе го осветлат хоризонтот, а гласот на првите петли ќе го најават денот што доаѓа, животот на село започнува. Мачен и макотрпен живот што трае и ден денес во некои наши села. Останати само постарите, но се уште витални, жителите на планината и на полето го живеат својот живот како пред 50 години. Во едно убаво есенско утро, нашата камера беше сведок на еден, би се рекло, веќе изумрен начин на обработка на земјата, на есенскотоорање и сеење и на сите народни обичаи врзани за нив. Процесот на овој стар начин на обработка на земјата започнува со подготовките околу семето. Најнапред тоа се чисти на дрмој за да излезе покрупната глота, а потоа се става во решето за да падне по ситната глота. Потоа семето се треби со раце. Ова најчесто е задолжение на жените во семејството. Човек и птица во времето навраќаат во времето. Таму го надлетуваат, го надгледуваат, а ниту го сеат, ниту го жнеат, ниту го допираат. Тоа е свето зрно. И секогаш свети во невреме, во мрак, и на човека по патишта му се прикажува. Престорено во лика на Бога, тоа свето зрно и во земјата, и во воздухот, и во водата, тоа свето зрно во се што се движи, тоа зрно неподвижно е. Во Гердан врзало планини, тоа свето зрно крај трепки се стркалало и ми чува стража на сонот. Според старите верувања, за да не го фаќа болка житото, во семето се става и малку син камен и босилек, што според верувањето е Божји цвет и со своето апотропејско дејство треба да го чува житото од разни штети, болести, инсекти, невреме и друго. Вака приготвеното семе
на верскиот празник Свети Симеон, кога започнува јесенската сејдба, домакинката го носи во селската црква за да се отчети и благослови. Потоа се донесува дома и тоа семе се помешува со другото што треба да се сее на нива. Со ова семето е подготвено за својата намена. Според обичајот, мушно интересен е моментот кога орачот, односно сејачот, за прв пат излегува на нива да сее. Тогаш, на тој ден, од куќата ништо не смее да се изнесе надвор, ниту пак да се даде назаем. Ова се прави од верувањето дека ако изнесат или дадат нешто назаем, и берикетот ќе им се растори, нема да им остане дома. Истиот ден, сите исцрнети предмети садови, што биле употребувани на оган, се прибираат или се кријат за да не стојат пред очите на орачот, односно сејачот, зашто се верувало дека ако тој погледне во нив, посеаното жито ќе го фати гламница. Во раните мугри, пред да излезе на нива, дисагите со семе ги подготвува домаќинката. Во семето, според обичајот, таа става еден прстен, златен или сребрен, потоа китка босилек, китка од разни цвеќиња, 2 грозда, еден бел и еден црн грозд, неварено јајце, чешел и мало бело лепче кравајче, испечено од чисто пченично брашно. За оваа прилика, од брадата, односно китката која беше направена летото за време на жетварските обичаи, орачот изронува неколку зрна што ги помешува со семето наменето за сејдбата. Меѓу последните подготовки пред поаѓањето наорање и сеење спаѓа врзувањето бела крпа за јаремот од воловите. Ова се прави од верувањето житото да биде бело како крпата. На излегување пред да го зачекори куќниот праг, орачот се прекрстува и помолува. Потоа тргнува на нива. Првиот ден семето се изнесува уште во темнина, така што денот, односно сонцето, да го заштиче орачот веќе како работи на нива, за да му е бел и чист берикетот како сонцето. На патот кон нивата не треба да го сретне никој.
Затоа секој од селаните внимава да не му го пресече патот на орачот. А ако тоа се случи, тогаш орачот се враќа назад, го заобиколува тоа место и по друг пат доаѓа до својата нива. Ги дозакопавме меѓу самите плугови в земја, со семето зинато за дожд, за пород. И како богови седнавме да се одмориме. Водите забрзано дишат и го обновуваат својот круг испокинат од плими. Една жена од зад разбоите го гледа изгревањето на месечината и нејзиниот бакнеш кружи по светот. Шумите ги подврзав со јаже. Реките ги пуштив од изворите и неа ја бакнав да живее како родилка. На мене сеачот ми се отвори и плод со горчливи семенки и нив ке ги посеам. Растењето е убавина. Лежам над браздите како над жици и ја слушам музиката на артењето. Мене ке ме најдете под стреите на шумата, како дувам во недоразвиените цветови. Застани пред мене, долго да се гледаме во очи и да го браниме она што ќе ни се роди. Ова е првата пролет по потопите. На плодната рамнина, испукана и жедна за есенски дожд, со старото дрвено рало, орачот го започнува долгиот од кон раѓањето на зрното. Откако ќе изоре првата бразда, орачот ги запира воловите и го започнува обредниот ритуал. Најнапред, од дисагите го зема прстенот и со врвовите на прстите од левата рака го придржува, додека со десната зема еден грст од семето и го пропушта низ прстенот во другата рака со зборовите: Ај Боже поможи, ај бери ќе да се роди да Бог да жито сејамо, жито да ни се роди. Потоа ги употребува и другите предмети што претходно ги понесе од дома. Другите предмети ги става во првата бразда, а лекчето го остава како дар на нивата. Ај нека е бело како гроздето. Кукулјот да бега од житото подалеко преко нивата му. Ај да чува Господ од кукулј од нива наша. Потоа орачот ја заорува втората бразда, со која се она што го оставил во првата бразда, сега се покрива со земја. Добре! Ај! Ајде! Ај! Е! Ај! Добре! Ај!
Врзнив тешка земја и камења, фрлаат и клетва зла, да се сотрат, да ги снема, но тие ртат. И жетва вселенска ке изнародат, цели, како сонцето, и во браздите, и во сонот, и во моите песни ртат. Расфрлани и во бездна, и во звезда, и во мрак и од глад гонети, од човека до човека, во звездената нива. Тие зрна раѓаат почва нова, а се ке издржат, а се ке издржат. Сеењето се врши по леи, а леата се мери со остен. 2 остена, 1 леа. Со сеењето се изговараат и некои наречувачки зборови и тоа само за време додека ги фрла првите 3 раце семе. Наречувањето се верува го зачувува семето од разни штетници што можат да го разнесат и уништат пред уште да израти. Првиот ден се сее само до пред зајди сонце. Посеаното семе орачот го влачи со влачило, односно го покрива со брана направена од трње. Истиот ден кога сонцето ќе се искачи на највисоката точка и ќе го означи пладнето, сеачот руча ручек подготвен специјално за овој прв ден од сеењето. Ручекот обично му го донесуваат жената, односно домакинката или некој од потесното семејство, а тој се состои од бела погача, кокошка со ориз или зелник, ракија, вино и друго. Чувај Господ од гратот, од нестетни случаи, да дочекамо да жнеемо, да јадемо од нју, свадбе да правимо, да мужимо, да женимо. Ајде Боже помош, ајде нека се сустречу. За овој ден обично се носи нешто сукано за да се сучи касметот. Всушност, во ова верување е содржана имитативната или хомеопатска магија, според која сличното произведува слично. Ако и во соседните ниви се работи, обичај е сеачот да ги покани на ручек и нив. Пред да го започне ручекот, првото залче леп сеачот го дава на воловите заради верувањето дека тие најмногу се измачиле во работата, го понесле најголемиот товар. Дури потоа започнува да јаде сам или во друштво. Се што ќе остане од ручекот, коските, трошките и другите отпадоци, сеачот не ги фрла, туку ги закопува тука на нивата. Млади јунак, нива орат, песна пеит. Дружина му заблазвеет. Блазе тебе, бре, другаре, нива ораш, песна пееш. Далј е нива лебородна, далј волои погодени. Ај ви вами, бре, дружино, не е нива лебородна ни волои погодени, ток си имам невестица ранобудна. Рано ручек ќе уготвит, рано семе ќе одсеит и на нива ќе донесит.
Другите денови од сеидбата орачот веќе не доаѓа на нива рано в зори, не се крие од луѓето, ниту пак и црнетите садови се кријат од неговиот поглед. При одењето или навраќање од нива, на орачот му се укажуваат особени почести. Народот го почитува, бидејќи верува дека од него и од воловите, односно од нивната работа, сиот народ чека леп. Затоа кога тој поминува, дури оние кои седат, младите или постарите, жени или мажи, подстануваат поздравувајќи го. Тешкиот и напорен ден на сеачот, односно орачот, завршува со првиот мрак. Дома тој се пречекува како вистински стопан со сета почит која му ја укажуваат домакинката и семејството. Тој е голем во нивните очи, зашто од него, од неговите раце, зависи и колку леп ќе имаат во годината што доаѓа.